Добро утро, се наоѓам во Сојузот на синдикати на Македонија. Утрово разговарам со Иван Пишевски. Добро утро, како сте утрово? Добро утро и поздрав на гледачите на Македонска радио телевизија. Добро, со загаден воздух, градежниците се жалат, меѓутоа се работи. Вредноста на минималната синдикална кушница за месец ноември изнесува 62.000 динари, што значи цените повторно поскапеа. Точно така, цените поскапе, особено во делот храни и пијалоци, она што е најболна точка за граѓаните и потрошувачите, воопшто за сите, не само за работниците, бидејќи гледаме енормно како пораснаат цените пред владините мерки, гледаме како имаше нефер трговски практики, особено делот за храни и пијалоци кој што е најболен, за 770 денари се покачи токму за еден месец. Меѓутоа да не заборавиме дека од почетокот на годината до месец ноември истиот тој дел поднос на храни и пијалоци е поскапен за 4800 денари, односно за повеќе од 8,5%, што представува навистина појава која што треба да го уклучи алармо дека навистина треба да се зауздаат цените и да се зачува куповната моќ на луѓето, не само преку зголемување на платите, туку и преку други механизми од инспекцијата кои што не ги гледаме на терен дека нешто пробуваат да направат за да ги заштитат граѓаните и работниците, туку едноставно само се богатат од ден на наш грб и тоа апелираме дека мора веднаш да прекине таква нефер трговска практика, бидејќи далеку јануари да го чекаме посебниот закон или кошничката која што ја подготвува владата како новогодишна, имајќи во предвид дека оваа кошничка што ја пресметуваме ние повеќе од 10 години, покажува дека од ден на ден се поскап станува животот на граѓаните, стандардот опаѓа и тоа само не тера повторно да протестираме, штрajкуваме и упорно да бараме поголеми плати, но едноставно гледаме дека нема светла точка на крајот на тунелот и не може тоа постојано да го правиме. Едноставно треба државата да си превземе механизми како да се справи со овие трговци и како да ги заузда цените по маркетите. Ниските плати значат и одлив на работници за жал од нашата држава. Се зголемија платите во јавниот сектор, тука ќе го споменеме и приватниот сектор, меѓутоа тука стагнираат кај нив. Па точно во јавниот сектор, во образование, во здравство и други гранки пораснаа платите. Дали е тоа доволно или не, мора да кажеме дека платите пораснаа, но ние постојано бараме покачување на плати, од друга страна цениве побрзо растат него платите. Тоа е нешто што мора да прекине од една страна, од друга страна за да го подобриме животниот стандард, треба платите многу повеќе да растат во приватниот сектор, бидејќи тоа е тој што го полни буџетот за да земат луѓето плата во јавниот сектор, а од друга страна тие луѓе навистина работат во енормно тешки услови, работат во трудоинтензивни дејности, а работат за плати помеѓу минималната, под минималната, нажалост, во одредени сектори, работат за плата во плико, да не зборуваме колку илјадници луѓе се помеѓу минимална и просечна плата, на крајот на денот гледаме дека тоа не стига за да се преживее месецот. Нашиот апел од тука е не само тоа да се чека март месец за зголемување на минималната плата, бидејќи многу мал процент од вработените во јавниот сектор се на минимална плата, но од друга страна, работодавачите во приватниот сектор воопшто не треба да го чекаат месец март, туку зголемувањето на платите требало да го направат уште вчера, за да немаме недостиг на работна сила, требало наназад години да мислат на кадарот што се одлее и да го плаќале соодветно на трудот кој што се вложувал. Имаме се уште компании кои што навистина велат дека нема работници, а од друга страна ги гледаме статистиките дека даваат 22 до 25.000 денари плата. Од тука апелот е дека нема да најдеме никакви работници за 25.000 денари плата, а камоли продуктивни и доколку сакаат навистина да си го зачуваат капиталот и луѓето во државата, треба да го сторат тоа веднаш, а не да чекаат само законски измени за 1.000-2.000 денари годишно колку што растат по закон платите, туку да ги платат уште денес соодветно нивните вработени. Се наближуваат и новогодишните празници, кога конечно работниците ќе го добијат регресот за годишниот одмор, односно кој е крајниот рок? Крајниот рок е 31.12, меѓутоа исто така не треба да го чекаме крајниот рок. Кошничката и онаа трпеза што велиме новогодишни Божик на сите чекаат да ја наполнат, треба искрено тоа веќе да го направиле тие работодавачи. Голем дел од работниците и во јавниот и во приватниот сектор зема регрес за годишен одмор, некои уште во месец март, зависно од колективните договори. Навистина морам да кажам дека има и совесни работодавачи во јавен и во приватен сектор кои што се грижат за вработените, дадоа регреси поголем од 30 и 40%, дури во приватен сектор и одредени компании и со домашни, да кажам, работодавачи со мултинационални компании со странски газди.
дадоа и 100% регрес за годишен одмор. Меѓутоа, очекуваме во јануари месец да имаме многу пријави за неисплатени регреси за годишен одмор, каде што понатаму со Државниот инспекторат за труд ќе мора да се делува на терен, да се задолжат и работодавачи и повторно ќе кажам, подсетуваме, 31.12 и за јавен и за приватен сектор, минимумот во јавен сектор е нели 30% од просечната, во приватниот 40% од просечната нето плата. И уште еднаш да подсетиме за сите работници да се исплатат и оние годишни јубилејни награди. Точно така, се што е предвидено во колективните договори, како во јавниот, така и во приватниот сектор се предвидени исплата не само на регрес за годишен одмор, тука имаме и новогодишен надомес, тука имаме 13-та плата, односно за над 150 часа прекувремени, кои изработил и во јавен и во приватен сектор. Тука имаме јубилејни награди за 10, 20, 30 и 40 години стаж. Исто така, не само да не се чека последниот рок, туку да не се дозволи тоа доди преку инспекторите или преку приватни тужби, каде што дополнително ќе се оптоваруваат и работодавачите во приватниот и во јавниот сектор. Меѓутоа, како Сојуз на синдикати на Македонија стоиме на располагање за сите вработени кои што нема да си ги остварат правата по тој основ, како подпишани договори, тоа да се обрата до нас, да си го постапиме понатаму и преку инспекторите и преку нашата стручна служба да се поднесуваат навремено соодветни тужби, да не излезе утре дека на некој му застариле паричните побарувања, за тоа си го одработил своето. Благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и вам. Разговаравме со Иван Пешевски од Сојузот на синдикати на Македонија. Студио.